Почитувани гледачи, во убавиот амбиент на бар Чаршија денеска со повод разговараме со Вера од групата Љубојна. А денешен повод е токму концертот на група Љубојна кој што ќе се одржи на 17 среда по повод 15 години постоењето на група Љубојна. Вера, добре дојдовте во интервјуто на Канал Визија. Кажете ни како започна да се испишува 15 годишната историја на група Љубојна која успешно обстојува 15 години, како што кажав, на македонската музичка сцена. 15 години на сцената и таа 15-ка, првата 15-ка, ја одбележуваме токму во Битола, каде што групата и почна. И затоа овој концерт го нарековме јубилеен, бидејќи навистина означува еден убав квартал во кој што поминавме многу, се градеше многу полека, донесовме еден нов звук, ја освеживме сцената за една музика која верувам донесе многу радост во срцата на широката публика. Уште повеќе се радувам што тоа допира се повеќе до младата публика и што Љубојна за овие 15 години направи мост и ги премости старото, новото, ги спои младите, старите, луѓето со различни вкусови музички и што конечно ги разби клишејата за забавно и народно. Ето. А в среда славите 15 години на ракометното игралиште во Битола и на кој што ќе приредите голем концерт. Ајде да им откриеме на нашите гледачи кои се покрај вас ќе настапи, кои ќе бидат гости на концертот во Битола. Концертот ќе биде Brass Fantasy. Brass Fantasy е она што Љубојна го претвори во едно world music патување, во кое што има различни музички стилови, кои што се во фокусот на една многу силна, многу блиска и многу емотивна, истовремено енергична музика. Во тој Brass Fantasy наши драги гости се маестро Џамбо Агушев и особено драг наш пријател Владко Стефановски. Тие се виртуози со кои што нашето пријателство се роди во музиката, застана на сцена и слезе од сцената, значи навистина секоја музичка средба со нив ни е особено драга, бар мене лично ми е инспиративна и верувам дека секој што ќе дојде да биде гостин на сцена на концерт на Љубојна си оди со топлина во срцето, заради тоа што Љубојна ми се чини цела музика е претвара во една убава забава на сцена, како прво, и публиката добива впечаток навистина дека и се пренесува вистинското чувство дека музиката се слави најрадосно што може и секој пат се радувам кога таа радост еднакво или уште поеуфорично ќе се пренесе на публиката. Овој концерт кој немаше на почетокот таква намена, се разбира, закажан е многу порано, доби хуманитарен карактер во смисла има една хуманитарна нишка која што е многу важна во овој момент, затоа што верувам дека секој треба да најде начин да помогне на оние кои што во моментов се во една многу тешка состојба, таа се сите оние настрадани од поплавите недамнешни во Скопје, околината на Скопје, сочувствуваме, праќаме најдлабоко онака сочувство и испраќаме сила, ова го кажав многу пати, ме веруете, тоа е најмалку што можам сега да направам и она што Љубојна едногласно го одлучи дека ќе донира најголем дел од средствата, ќе ги донира токму за поплавените подрачја